Добар ден на сите. Добродојдовте на оваа свечена Божјикина богослужба, организирана од Христијанска црква Благовест во Република Македонија. Денес сите тука сме собрани поради една личност која што не поврзува сите заедно. Личност која што секој еден од нас добро ја познава. Личност чиј што отец, чиј што татко е автор на најпродаваната книга во целиот свет. Личност која што чекореше над водите, без специјални филмски ефекти. Личност која што е кралот над кралевите, царот над царевите, господарот над господарите. Личност кој што и денес е тука, иако не го гледаме. Затоа да го поздравиме со еден аплауз нашиот Господ Исус Христос. Алелуја! Исус дојде на оваа земја, се отелотвори на Божик, и тоа е еден настан кој што се е случил уште пред повеќе од 2000 години и за кој што се дискутира и ден денес, и затоа сме ние тука собрани денес. Да погледнеме каква била ситуацијата во Израел пред повеќе од 2000 години кога Исус се родил. Израелците биле под римско робство. Народот бил обременет со даноци, со грижи, различни бремиња, религија. Одреден дел од народот бил во кралските палати, живее лубаво, раскошно, другиот се соочува со опасности секојдневно за својот живот, и лесно можеме да направиме една паралела и да поврзиме дека и ние денес живееме слично како што било и тогаш. Живееме во неизвестни времиња, во времиња кога што нема многу надеж, време кога што сме обременети од сите страни со различни опасности, време кога некои живеат од денес за утре, се насладуваат во гоштевки, пијанства, разврати. Но да се навратиме повторно пред 2000 години во Израел. Дошла наредба од императорот да се направи попис на целиот народ. И секој требало да отиде во местото од каде што живеел. Така Јосиф и Марија од Назарет тргнале за Витлеем да одат, за да се попишат. А тогаш било времето кога требало да се роди Исус. Ние имавме можност оваа година да отидеме во Израел и можам да ви кажам дека воопшто не се блиску Назарет и Витлеем, но тие тргнале. И кога стигнале во Витлеем, требало да преноќуваат. Но во гостилницата немало место, се било зафатено. И се сместиле во една штала или пештера, каде што Господ, замислете, се роди во јасли. Кралот над кралевите се понизи и се роди во јасли. Ако прашаме, секој од нас не би се сложил дека таков пречек му требало во овој свет, но тој се роди во јасли. Господ Исус Христос дојде на овој свет и тој беше со нас и е со нас. Не само додека беше на оваа земја, додека живееше и пред да се вознесе, туку се уште е со нас преку Светиот Дух. Кога тој се вознесе, по молба на Исус, Отецот Небесен ни го прати Светиот Дух и тој е со нас. Но кога дојде Исус, дојде и надежта во овој свет, кај луѓето. Мудреците дојдоа и се зарадуваа кога го видоа Исус и го даруваа. Тие се радуваа, зашто ја видоа надежта во светот. Значи, да си мудар човек, значи да го бараш Бога. За некој може би е безумно, мудреци, признати од целиот свет дека се мудреци, да му се поклона на едно обично бебе. За некој може би е чудно што вака се прославува Божик, но запамтете дека мудрите луѓе го бараат Бога. Исус дојде и ја исполни волјата на нашиот Отец Небесен. Тој пострада како наша жртва помирница и ја пролеа својата крв за нас, за сите луѓе на светот. И само на таков начин ние можеме да се спасиме. Но, ако ние тоа не го прифатиме, со добри дела ние не можеме да се спасиме. Можеме само да се залажуваме себе си и да правиме добри дела, а сепак ќе бидеме под власта и управувањето на сатаната. Можеме да се залажуваме себе си, јас читам Библија, јас се молам секој ден, јас постам и така натака. Но Библијата јасно ни кажува дека со добри дела ние не се спасуваме, туку тоа е по милост на Бога, милост која што ние не ја заслуживме. Но наша страна е верата. Ние треба да откликнеме на тоа со вера. А што значи тоа? Дали е верата ние нешто да направиме, односно да веруваме, за да го придвижиме Господ нешто да направи? Не. Тој веќе направи. Го даде неговиот син, како знак на неговата огромна љубов за нас. Го даде неговиот син да пострада на крстот. А верата е дека ние се согласуваме, односно го прифаќаме тоа што Исус го направи за секој еден од нас на крстот.
Би сакала да продолжам со еден многу важен стих, кој верувам дека на повеќето ви е познат, но би го разгледал од една поинаква перспектива. Стихот е во Откровение 3 глава 20 стих, каде се вели: Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Амин. Значи тука имаме врата. Стојам на вратата. Кој стои на вратата? Исус. Прашањето до сите вас е: Исус чука на вратата на вашето срце, ама дали вие му отворивте? Дали го оставивте надвор? Чекате да помине, па да проживеам, да одам во дискотека, да се забавувам, па кога ќе остарам, ќе се смирам, ќе се пензионирам, па тогаш Исус ќе го примам. Без Исус нема живот, сето тоа е празно, преходно што го напоменав. Нашето срце, замислете дека е една гостилница, како што и пастор Николче спомна, дека Исус не го примија во гостилницата зашто беше полно, односно Марија. Дали нашето срце како гостилница е преполно со се друго освен со Исус? Дали се друго ни е поважно отколку Исус? Дали на тронот на нашиот живот се тие пијанства, грев, блуд, светски влијанија, што ќе кажат другите или пак Бог? Бог? Алелуја, ако е така. Значи, ако гостилницата или нашето срце е преполно со вакви работи и презафатено, дали тогаш би можел Исус да влезе во нашето срце? Ако ти е полно со се друго освен со Господ, што мислите? Значи не. Што треба да направиме за да дојде Исус во нашето срце? Да му го предадеме тронот нему, односно да го исчистиме срцето се што не е Божјо и да му оставиме тој да управува и владее со нашиот живот. Зашто тој е царот на царевите, господарот на господарите. Се започнува со него и се завршува со него. Значи, она кој што ние треба да го направиме, кога Исус ќе тропне на нашето срце чук-чук, ние треба одма вратата да отвориме, да не чекаме. Зашто со Исус е животот, тој е патот, вистината и животот. Без Исус немаме ништо. Во Исус тек започнува нашиот живот. Благословен, полн со радост, со љубов и со чуда Божји. Значи, ние како луѓе не сме добри. Добар е Бог, зашто тој е во нас. А ние сме добри благодарение на тоа што тој е во нас и кога сме полни со Божјото, чинијата надвор ќе изгледа многу убаво, а тоа сме ние. Она што сме преполни, тоа ќе се одразува и надвор. Ако сме добри заради Бог, таа добрина ќе биде видлива и надвор. Значи, повикот Божји и зошто Бог е со нас преку Исус е да имаме релација со Бога. И тоа ни е овозможено преку мостот кој што се вика Господ Исус Христос. Наше е дали ќе откликнеме на тоа и дали ќе живееме во тоа заедништво со Бога. Бидејќи кажав дека се почнува и се завршува со Бога, би сакала сите заедно да се помолиме на Бога со благодарствена молитва. Фала ти, Господи Исусе Христе, и за овој ден што не собираш во Твое име и за Твоја слава, Господе, и што ни даваш, Господе, Твојата љубов, да ја делиме едни со други, и Ти благодариме што Ти прво не возлюби нас. Ти благодариме, Господе, што се подпираме на Твојата љубов за нас, а не на нашата љубов кон Тебе. Ти толку многу го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, Исус Христос, та секој што поверува во Него, да не загине, туку да прими вечен живот. Ти одаваме сета слава и чест, води ни Ти денес, управувај со нашите животи, со нашите срца. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Алелуја. Слава на Бога.